Добро вечер. Четврток, 22 часот, време за емисија во Центар на YouTube. Јас сум Васко Ефтов, почитувани гледачи, вие сте на вистинското место, зошто, бидејќи вие и јас имаме право да знаеме вистината, вечерва интервју со Вилма Русковска, повеќе од 80 минути интервју, екстра интервју, со многу пикантни работи, со многу работи кои првпат се кажуваат, бегството на Никола Груевски, бегството на Сашо Мјалков, случајот рекет Јордан Орце Камчев, и мноштво на работи 27 април. Државен удар ли беше, што ли беше, како е тоа направено, Франкфурт мафија и така натаму, значи едно ексклузивно, екстра интервју. Останете со нас 80-85 минути. Јас ви бедам дека сигурно нема да зажалите. Добар ден, господи Русковска. Добар ден. Како сте? Добро, благодарам на прашање. Бака фино изгледате. Благодарам. Кој е Вилма Русковска? Па, Вилма Русковска е моментално обвинител. А Вилма Русковска е обичен човек, како и сите ние што сме. Се доживувате кој мокна, железна леди, кој може да апси, да прави, кого сака, на кои се плашат? Не се доживувам така, се ако е лута доживувам... или нервозна, може да на некого да му направи нешто и така натаму. Дали се доживувате кој мокна некоја мокна фигура? Не. Обезбедување, шетате коли и така натаму? Не. Обично имам обезбедување додека сум на работа или кога имам службени обврски. За викенд немам обезбедување. Одам секаде сама, со своје ауто. Дека Вилма, знаете, многу нежно име за обвинител. Например, Фатиме Фетаи, да речеме, тоа асоцира на фаќање лопови, фаќање крадци, фаќање криминалци. Вилма е така суптилно некој име кој не одговара на функцијата која обавувате, да речеме, јавен обвинител или обвинител за организиран криминал. Веќе не знаеме, нели, како ви се викаат функциите, пошто ги менувате на секои 2 години законите и ги менувате и функциите. Па мислам дека името не е врзано со функцијата што се обавува. Името го има добиено по Вилма Рудолф. На Олимпијадата 60-та во Рим има добиено 4 златни медали во атлетика. И затоа сум крстена Вилма. Мислите дека влијаевте на локалните избори? Пред 2 месеци, дали имате некој влијание? Дали вие мислите дека сте влијали на локалните избори? Не. Апсолутно не. Дали луѓе во наводници кои ви биле пациенти победиле на локалните избори? Па сега искрено сме имале како обвинителство, нели многу пациенти, така да не можем на сите да им ги знаме имињата. Еве едно ќе ве потсетам. Стефче Кимовски дали беше пациент? Дали го третираве? Мислам дека предметот е во фаза на судење, така да уште е. Да, беше ке вас и е спуштен ке основно обвинителство. Неколку години го третиравте вие и го спуштивте на основно обвинителство. Не. Ние имаме поднесено обвинение, за кое обвинение судењето тече. После по друга кривична пријава, независно од веќе поднесеното обвинение, ги собравме сите докази, све она што беше потребно за предметот, и од сите докази произлезе дека не е надлежност на обвинителството за гонење организиран криминал и корупција, туку дека е во надлежност на основно обвинителство. Колку време вас ви требаше да сватите дека не е под ваша надлежност, да речеме Стефче Кимовски? Гледате, времето не е... Кога работите обемни предмети. Стефче Кимовски обемен предмет? Обемен, да. Беше ставен... Треба од повеќе институции. Не бил под примерки. Не беше во домашен притвор. Беше за првиот предмет за кој поднесовме ние обвинение. Значи беше во домашен притвор. Беше во домашен притвор за да не може да влие на сведоците. Да. Делото е направено во општина Карпош. Да. И ако бил во домашен притвор за да не влие на сведоците, како поранешен градоначалник на општина Карпош, сега како актуелен градоначалник на општина Карпош, веројатно ќе влие многу повеќе на сведоците. Може ли да си дозволите човек кој бил во наводници ваш пациент да стане сега градоначалник на една од клучните општини? Зоран Заев или поднел оставка бидејќи не можел да свари и да прифати дека е на интелектуална структура во општина Карпош гласала така како што гласала. Видете, кој ќе биде градоначалник одлучува народот. И граѓаните на избори не одлучува обвинителот. Ете, господја Вилма, тука ве чекав. Те всушност тоа сака да го пратат ко порака. Дека не е битна Вилма Русковска,
или како велат, русковско обвинителство ка царска судство. Ако народот оцени дека е тој невин, а ќе оцени кога избери за градоначалник, тогаш вашите акции, активности на кацарска активностите не вредат ни 5 пари. И тоа е генерална проба на враќање на Никола Груевски. Ако Стефчо Екимовски докажи дека вашите истраги не вредат ни 5 пари, а не вредат ако го изгласа за градоначалник, тогаш не вредат на акциите, ни истрагите, не сте во право апсолутно. По Никола Груевски. Значи, дали некој е виновен или не одлучува судот? Граѓаните гласат за градоначалник затоа што мислат дека добро ќе им ја води општината. Добре. А дали е виновен или не е виновен за делото кое му се става на товар и кое во судска процедура одлучува суд. Вие верувате дека тоа се различни работи. Вие верувате дека делото е направено. Затоа сме поднели обвиненија. Обвинение. Да. И сте го ставиле во домашен притвор бидејќи сте верувале дека може да влие на сведоците. И сега е градоначалник. Не, ние имавме предлог за притвор. И сега е градоначалник. Судот не ни го прифати предлогот за притвор и го стави во куќен притвор. Во домашен притвор. Куќен притвор за сега е градоначалник и може да влие на сведоците. Тоа е кога некој педофил кој бил суден за педофилија да го ставите да биде директор на училиште. Ја тоа така го гледам, може да го гледате поинако, но јас така го гледам. Видете, кога се одредува притвор, обвинителството дава предлог за притвор. Судот го прифаќа или не го прифаќа. Не го прифати предлогот за притвор, му определи куќен притвор. Сега точно како одеше процедурата и веројатно измина времето за куќен притвор и тој беше дали министрот пуштен. Бојан Маричич и екс-градоначалникот на општина Карпо Стефан Богоев пред неколку месеци, значи пред локалните избори, ви донеле купче материјал против Стефчо Екимовски кој вие не сте го процесирале, кој вие не сте го разгледале. Не е точно. Бојан Маричич не донел. Донел по наше барање поранешниот градоначалник на Карпош Стефан Богоевски. Све е разгледано. Но ние не рековме дека нема направено кривично дело. Но нема направено кривично дело за кое сме ние надлежни да гониме. И затоа предметот беше отстапен на основното јавно обвинителство во Скопје. Ви пратили барем? Значи вака, само да разјасниме една работа. Тоа што не гони обвинителството за гонење организиран криминал и корупција. Добро. Туку предметот е пратен на подрачно обвинителство, не значи дека нема дело, зошто сите мислите дека ако ви пратили бејадера на бомбонера. Стана градоначалник, Стефчо Екимовски. Не. Бар да речи благодарам. Што сте го нема спуштиле на пониско ниво, сега ќе го разлекува ко тесто за пица едно 5 години, 6 години, кој што се случува во Република Македонија, мандат ќе му заврши, ќе се пензионира, ќе може уште мандат да истера дека некој процесира. А што правиме со овој предмет што е во фаза на судење? Зошто сега цело време зборите за овој предмет што сме го оставиле? Значи имаме предмет што е во... Беше многу нервозен. Што е во фаза на судење. Добро, господи обвинител. Дали има некој што сте ги третирале за 27 април, кои влегле во Македонското собрание, може би имале качулки на главата, а станаа сега градоначалници на избори? Например, градоначалникот на Бутел. Дали бил третиран, не знам, не велам, но дали градоначалникот на Бутел бил третиран за настаните 27 април? Дали влегал во македонскиот парламент? Дали може би бил со качулки? Како се викаше? Мислам дека се вика Костовски, ако не се лажам. Не го знам точно. Дарко Костовски, ако не се лажам. Дали бил третиран? Не се сеќавам дека бил во фаза на истрага. Дали бил вклучен? Да. Кај нас во истрагата мислам дека не. Сигурни сте? Па треба да проверам. Сега се дојдоа 4 години кога ја водев истрагата ја водев пред истрагата ја водев во 2017 на 27 ноември донесов уствари наредба за истрага и предлог за притвор. Добро, например, ако бил, еве не знаете вие, не знам, јас поставувам прашање, но ако бил, како се чувствувате?
Гледате, од една страна имате амнестирани. Не, видете, од една страна имате има амнестирани, од друга Карстомуковски. страна Имате други кои учествувале, но сега се угледни граѓани. Имаше што влегоа и со качулки и без качулки, но кои не беа предмет на истрага. Затоа што ние не можевме да си дозволиме во предметот да има 60, 70, 80 обвинети, затоа што никош немаше да се заврши. Значи, за да се добар заврши, добар дел од нив беа во Скопје. Значи тие што имаа напад врз полициски службеници што веќе беа процесуирани од ОЈО Скопје, ние воопшто не ги опфативме во оваа истрага. Добре, и од сегашна временска дистанца, што е за вас случајот 27 април? ВМРО ДПМН вели тоа се браќата кои се уставобранители, кои го бранеле уставот, но не покренуваат постапка пред Уставен суд, но се уставобранители. Па собира пари, па правеа митинзи, па плаќаше некој боби од Канада и така натаму, кој нема дојдено во Република Македонија со месеци. А од друга страна, Ѓорги Иванов, целата таа структура на Ѓорги Иванов. Ние ко новинари имавме неофицијални информации дека ќе се прогласи државна, односно воена состојба. Имаше одредени акции, например, 1-2 месеци претходно во ловиштето, јасен. Остана тотално неразјаснети работи. Можеме ли тоа да го разјасниме? Дали имате добиено дополнителни информации во меѓувреме кога заврши судењето за Синиша Алексовски, кој беше, ајде да речеме, неформален шеф на Агенцијата за разузнавање? Дали имате од сегашниот директор на Агенцијата за разузнавање информации за некои активности кои не сте ги земале во предвид кога сте го третирале случајот со 27? Видете, дали имате информации, дали јас како обвинител имам информации или не, ирелевантно. Мене ми е релевантно само тоа за што имам доказ. А информации имам многу и за многу луѓе. Дали ви се доставени нови, свежи докази од директорот на Агенцијата за разузнавање во однос на Синиша Алексовски? За 27 не. Сигурно. Видите, Ѓорги Иванов, значи имаше претходно, значи ние го третираме Никола Груевски, нема Синиша Алексовски на 27 беше на пат према Грција. Значи ние базните станици на телефонот ги видовме и он од пред граница од Грција се враќа назад према Скопје. Ова можам да ви го потврдам. Значи Синиша на пат за Грција? На пат за Грција на 20, кој се настанете на 27. Мислите дека ова можам да ви го потврдам затоа што ги од мобилните оператори ги земавме базните станици. Во два случаи се спомнува Синиша Алексовски, двата случаи ги водите вие. Едниот е Диво населје и таму има одредени искази на луѓе кои учествувале, луѓе кои се некаде на периферијата на случајот Диво населје и 27. Се вртат многу контраверзии околу двата клучни случаи. После Диво населје поднесе оставка Сашо Мјалков, првиот човек на УБК, и Гордана Јанкуловска, министерот за внатрешни работи. Немате елементи, се плашите, си имате договорено со него, толку е мокен човек, некој го штити, француска амбасада, или навистина не е вклучен во сите работи, бидејќи имаше работи кои од косовска страна добивавме, преку косовски медиуми, преку косовска агенција. Ма видите, вие сега као медиум можете си да кажете. А вие? Не собирате информации? Немате информации за него? Значи вака, собирање информации и обезбедување докази се сосема различни работи. Јас кој ќе отидам во суд, јас треба да поднесам докази. Господја Билма, со недели, да не речам месеци, пред настаните на 27 април, Ѓорги Иванов нели стави на некој начин условно речено вето на формирање на нова влада. За Тиранската платформа ги информираше клучните сојузници на Република Македонија, плюс Турција, која беше додадена на тој список, Франција, Велика Британија, Германија, Соединетите Американски држави, Русија и Турција. Медиумите под контрола на тогашната власт воде одредена кампања дека е добро да се смени уставот на Република Македонија, Иванов да добие трет председателски мандат, бидејќи според нашиот устав може да има само 2 председателски мандат. И Ѓорги Иванов е всушност носител на целата таа операција. Новинарите ги брифираат луѓе блиски на Ѓорги Иванов.
луѓе или структури безбедности на Ѓорги Иванов се вклучени во целата таа работа. Имате вклучено луѓе во истрагата од 27 април. И Ѓорги Иванов не му фали влакно од главата, не е повикан. Значи никој не се сомничи на него. Дали договорот на Хојки и на Иванов за предавање на власта на Зоран Заев, давање на мандат на Зоран Заев, вас би ги врза рацете да не може да го истражите Ѓорги Иванов? Не. Пак ќе ви повторам. За секој за кој добив материјален доказ. И сега Милијана Киевски бил организатор, Спире Ристевски бил организатор, Никола Гуриевски бил организатор, а шефот на државата не бил организатор. А имаше најавено пресконференција за 22 часот. Па и беше пресконференцијата. 22 часот и беше смената, бидејќи новинарите беа подготвени дека ќе биде воведена вонредна ситуација. Па некому си има јавено и са велите Ѓорги Иванов нема никаква улога во целата таа работа. Па имаше показна вежба во ловиштето Јасен, 1 или 2 месеци претходно ги имате тие информации. Во ловиштето Јасен се имаше показна вежба што ќе се случи во услови на државен удар во Република Македонија. Добро, и? Имаше ли такви вежби? Имаше. Беше ли во Оливер Андонов? Начело на Јасен беше Оливер Андонов. Добро. Го имате истраженото дали имаше вежба показна во ловиштето Јасен за повлекување на врховен командант и водење на државата од ловиштето во Јасен. Дали имаше таква операција? Дали се случи тоа? Не, имаше вежба подготвителна. Не се случи бидејќи некој свртел телефон, шеста флота Америка. Видете, може ако без материјален доказ ќе речат тоа се прави редовна вежба за било кој случај, ако дојде до таква ситуација да знаеме што да правиме. Може и тоа така? Господи Зума, вие не сте пред суд. Вие сега одговарате јавноста да дознае. Значи, вие освен што имате обврска да докажете нешто на суд, сега гостувате во емисија која е најгледана во Република Македонија, кај што јавноста сака да слушни што се случило. Тоа не значи дека вие ќе отворите случај против тие луѓе, но да видиме што се има навистина случајно, кои биле инспиратори, организатори, така навака ќе спане контактот на Киро Глигоров. Го бараме тој што го извршил, не знаеме кој е организатор или инспиратор на тој атентат. Видете, вие мене ме викнавте овдека како обвинител. Така е. И јас како обвинител не можам да си дозволам за тоа што сум и кои информации ги имам, кои ги немам. Ама ја не сум судија. Да разговарам, ама вие не сте судија, ама јас сум обвинител. Јас сум суд на јавноста. Не можам да си дозволам било што да кажам или против било кого, ако немам некој доказ. Ако имам доказ, ќе биде процесуиран предмет. Вие на почетокот рековте дека за време на викенд, така? Да. Сабота, недела немате обезбедување. Сега сте после работно време. Ако сте до 16 уште ви работно време. Добро, ќе се почека малце на крај, ќе ве прашам на интервјуто, значи кога ќе ви заврши работното време, тогаш нема да бидете обвинител, нели ќе бидете Вилма Росовска, кој ќе може да каже. Секој сум обвинител, не може тоа. Имаш одредени информации дека 2 касарни били пикирани. Касарните во Прилеп и касарните во Велес. Да се влези, да се земи, да се украде оружје и да биде прогласена вонредна ситуација. Дека од таа страна на Вардар имало вооружени групи и дека таа вечер на 27 април Македонија била на чекор до граѓанска војна. Што покажа вашата истрага, можете околу тоа барем. Не го спомнуваме Ѓорги Иванов, не го спомнуваме Синиша Лексовски, да не се секирате, да не се нервирате. За тоа немам информација, од вас слушам прв пат. Знам дека сите старешини во армијата, заедно со единиците, биле на работа. Началниците на Генералштаб тој ден беа на одредена средба во Косово. Дали со КВОР или со структури на КВОР. Синиша Лексовски е на пат кон Грција. Како јавен обвинител, кој ги врши тие истраги, нели ви е сомнително клучните луѓе на Ѓорги Иванов, како да сакале да имат обезведено алиби? Баш тој ден. А според играта на случајот и Никола Груевски има алиби, бидејќи во Виена со Александар Николовски, има средби тамо со представници на Паневропска унија, со представници на австријскиот естаблишмент. Мислам дека има средба со амбасадорката што е во ОПСЕ. Мислам дека нејзин вработен тамо се вклучува во оваа афера со Ерменија и така натаму. Василка Поповска или керката на Чичко Глишо, кај што завршува Никола Груевски. И вие немате сомневање дека тоа е една спектакуларно добро организирана
операција да се направи државен удар во Република Македонија? И сега ќе ги фаќаме Спире Ристевски, Јане и компанија, овие крупневи играчи ќе може слободно да бидат слободни угледни граѓани. И да имало план, пак ќе кажам, не им се оствари. Мислите дека не им се оствари планот? Па не им се оствари. Па ми се враќаат после 4 години. Бидејќи не се санкционирани клучните. И многу во Будимпешта е. Пишува Facebook статуси. Се произнесува се и се што уште малце да дава некои рецепти како се прави унгарски гулаш. Како не им се остварија. Овој дреми тамо, сиски на кркање 10 години пастрамки во Охридско езеро во резиденцијата Билјана и сега угледан граѓанин еден ден после локалните избори се среќа со турскиот министар за надворешни работи и ни праќа порака кој всушност стоел зад локалните избори. Како не им се остварија? Те се угледни граѓани. Влакно не им фали. И евелите сте го затвориле случајот. Како докторите речат, операцијата успешна, а пациентот мртов. Не е така. Како не? Тоа е сериозно кривично дело и многу е голем периодот на застарување. Така да, ако се добијат докази, значи не информација, ако се добијат докази, може да се отвори истрага и тоа да се процесуира. Двата клучни, ајде да речеме сведоци, или луѓе кои со своите искази придонесоа за расветлување на случајот, едниот е Александар Василевски, Нинџа, брат му е обезбедување или телохранител на Никола Груевски во Виена, тој е телефонот нели преку кој се воспоставува комуникацијата, секако што можам да видам на Facebook, се пушта на викенд или на отсуство, нели бидејќи има отслужено повеќе од 50-60% од казната. И му водеа кампања дека е предавник. Сега го гледам, пие кафе во хотелот Мериот. Успеа да се спојат луѓето повторно. Целата таа структура која беше растурана едни против други се кара и се доча, сега се споја повторно? Не знам, не пијам кафе во Мериот. Подобро, вие сте јавен обвинител за организиран криминал, ги добијате информации, тие ви се клучни сведоци. Вториот е овој, држана ли е тајна да го спомнам, вториот сведок кој сега беше во одредена акција како инспектор на АНБ кој беше спорно е така, држана тајна или може? Не. Вториот е Михаил Младеновски. Врз база на исказ од сведочењето на Михаил Младеновски, тогашниот прв човек на УБК заврши во случајот, беше осуден. И вас ви ги рушат клучните сведоци. Едниот бидејќи се представувал во име на АНБ и изнудувал пари како агент на АНБ, а вториот веќе ви е договорен со Сашо Мјалков. Како би седел хотел Мериот ако не е договорен со Сашо Мјалков? Би бил премногу храбар, доди, како велат, во центарот на кукавичкото гнездо. Видете, дали него го пуштаат на викенд или не, тоа зависи од што е за извршување на санкции и од директорот на затворот, кај што издржува казна, така да обвинителството нема ништо со тоа. Не се грижите за ваши соработници, за луѓе кои ви помогнале? Не, ни по закон немаме таква врска, доколку не побараат од нас. Бидејќи имаше одредени најави дека во затворот има дојдено до одредени конфликти на двете групи, Јане Ченто и Горијот и така натаму, и потоа се разделени во два затвори. Да, и нема од никого било каква пријава дека има било каков проблем од било кој. Дали еден од тие обвинети беше клучен играч во растурање на Франкфурт мафија. Вие сте блиска, или се биле блиска со Лазе Велковски, поранешниот прв човек на јавна безбедност. Дали Франкфурт мафија е растурена со помош на еден од клучните играчи кои се судени за влез во македонскиот парламент на 27 април? И дали имате разговарано со вашиот колега во Германија? Да. Да биде расчистена таа Франкфурт афера, да биде ослободен тој човек кога германците го имаат фатено, дека учествува во растурање на Франкфурт мафија? Не, погрешна ви е информацијата. Да, погрешна ви е информацијата. Он беше притворен од страна на колегата од Германија, затоа што како андеркавер, се не знам, не од нашата служба, од други служба, да, како андеркавер требал на потенцијалните продавачи на дрога да им однесе 30.000 евро и си ги задржал за себе.
Паметно, ама паметно. И затоа и беше притворен од страна на германските власти. Би интервениравте да го пуштат? Мене ми дојдоа да ме замолат да го пуштат. Јас разговарав со колегата од Германија и тој ми рече, Вилма, не е таков случајот кој што ти го представиле, вика, твоите власти, вика, сега ќе ти пошто прво на телефон зборевме, сега вика по мејл ќе ти пратам. И ми прати како ствари што све било, викам, Мартин, тогаш тирај си ја постапката, викам, мене сосема друго ми кажа. Дека наводно дошло до разбирање, уствари друга била позадината. Мартин после колегата обвинител од Франкфурт, што ми кажи, ја реков, Мартин, тогаш тирај си ја постапката, апсолутно си во право. Господи Вилма, знаете зашо ја поставам прашање? Бидејќи врз база на тоа досие, врз база на тие луѓе, подоцна се направени овие патриотски здруженија. Патриотски здруженија кои учествува во настаните на 27 април. Да. Значи, му го знаат досието, му го има досието, си зима доека не е затворен каса прими секој месец во Агенцијата за разузнавање како нивни соработник, undercover агент, како што вие велите, не го спомнам името, не е битно, сите знаат за кого станува збор. И така се формирани патриотските здруженија или ќосињата, популарните ќосиња. Тие ќосиња подоцна ви учествуваат на станите 27. Се формираат од еден центар, затоа што ја ги гледав поединечните листови за регистрација на патриотските здруженија, тоа е се исти. Кој центар? Не знам. Како вие като ден центар сте ги гледале, од кој центар? Не знам. Јас мисля дека све знаете. Јас таков добре, респект. можам да знам, не можам да посочам, бидејќи немам доказ. Таков респект имам кон вас, као жена која се знае. Од ништо не се плаши, вие викате не знам. Сигурно знаете. Не, јас не можам да посочам без доказ. Само знам дека е од еден центар. Центарот е во Македонија? Па мислам дека е во Македонија. Од центарот на Скопје? Па се одвива во центарот на Скопје. Во една убава бела палата? Не знам, тоа не знам. Па има многу палати. Никој нема да предпостави, Тоа не знам. Да предпостави за која палата. Можам да кажам само дека е затоа што по она што е напишано во регистрационите листови, сам се гледа дека исти ракопис. Не е ракопис куцана. Куцан, мислам исти ракопис во наводници. Да. Исти адвокат и така натаму, адвокат на мафијата и сето тоа се работи кои се завршени од еден исти центар. Или не е адвокатот на мафијата? Не, во регистрационите листови мислам дека не пишува кој ги регистрира. Или тоа не ми дошло до рака. Само ги читав зашто се регистрираат, која причина, каде е седиштето и така, кои се членови и после она што тоа здружение има како програма, цел и така. Целта беше да се направи државен удар, да не се предаде власта. Тоа ли е целта на 27 април? На 27 да. Да се направи државен удар. Дали да се али да се спречи мирно примопредавање на власта, тоа ми беше и во обвинението. Ако нема началник на граничот, имате министар за полиција, во бегство ви премиер, не ви е третиран председател. Значи клучниот играч ви е надвор од Република Македонија. Вие бевте дел на шарена револуција, нели? Да. Ве видовме на шарена револуција, протестирате за правда, нема мир. Трите капиталци на таа шарена револуција против која се протестираше, двајцата се во притвор, едниот е Сашо Мелков, вториот е Јордан Камчев и тој што е во бегство е Никола Груевски. Добро, значи доста сме успешни. Па сега зависи, знаете, тоа знаете како да кажат. Како дојдете на доктор, не вие, него било кој, и таму крвната слика ви е добра, шекерот во граници, а ви имате некоја болест, канцерогенез, така тоа го третира. Клучниот играч или човекот кој е алфа и омега на целиот процес е во Будимпешта. И ви избега од Република Македонија. 3 дена после неговото бегство или 2 дена после неговото бегство, вие сте избрани на ова функција. И веќе ја трошите третата година, влегувате во последната година од изборот. Како избега Никола Груевски?
Со возило? Со какво возило? Не знам. Како може и тоа да не знаете? Не знам. Добро, господи Вилма, се извинувам, не ли ви е непријатно? Еве имате полиција, имате АНБ, имате АРА, имате се. Зошто да ми е мене непријатно? Па не. Зошто на нив да не им е непријатно? Па и на нив. Јас сум орган на прогон. Не сум и орган на на откривање на сторители Добро. на кривични дела. Добро, значи еве избегал. Не знаете со кој е возил. Не знаете на кој граничен премин. Не знаете кој му е јатак. Никој не е санкциониран. Неговото обезбедување кој веројатно, ако не директно, индиректно помогнало, е на врвни функции, дали се началници за оружје, дали се сега повторно обезбедување на некој од врвните функционери на ВМРО да помане претходно биле во полициска станица во Ѓорче Петров. Значи влатно не им фали. То сам да Значи кажам. ние немаме Клучниот податоци човек од ви не- го излезот од Македонија и Не, влезот од Бугарија, што е клучно да видиме со кој возило и како и со кои луѓе. Зашо Бугарија спомнавте? Ва Албанија се извинувам. Има нешто од Бугарија? Зашо Не, имаш- нема. Нема? Нема. Лапсус направив. На кој граничен премин? На Ќафа Сандоле или на Пешкопеја? Не знаеме ниту на кој граничен премин, затоа што немаме од албанците, наводно камерите во тој период и системот компјутерски биле у фаза на обновување. Каде? Во Албанија? Од излез на Македонија, влез на Албанија. Значи нашите... Кај нас нема воопшто, значи овие ги, да кажам, по премините гранични премини ги прегледавме, таму немаше ништо, значи останува, сега не можам да се сетам точно кој граничен премин. Потоа, имаме информации од Тирана, кое возило што излегува од Тирана, со кое возило влегува во Црна Гора. Возилото тоа се враќа, друго возило го пречекува, се префрла во друго возило, влегува во Србија и од Србија после за Унгарија. Тоа, видете, таму кај што успеавме да обезбедиме докази, можам да ви кажам со кои возила, со кои лица, со се. Овдека немаше. Ето сега има. На 100 метри од местото кај што живееше Никола Груевски и седиштето на СДСМ. Значи некаде на 200 метри почнува капијата на Министерството за внатрешни работи. На 50 метри десно од кај што живее Никола Груевски, канцеларијата на поранешниот председател на Република Македонија Бранко Црвенковски. Тоа е една од улиците или местата кои се најстрого чувани. Второ, имаше осудителна пресуда, требаше да оди на издржување на затворска казна, значи тука се полициски структури. Кога вие сакате како обвинителство, тоаш можете во целиот периметар од 2, 3, 4 километри да ги најдете беа земени камери. Второ, се случува во недела, кога е ден кога е сообраќајот многу помалку густ во главниот град на Република Македонија, сте можеле да направите. Значи беа земени, све беше земено. Сите камери, све беше прегледано. А да не е со возило, да не со авион, бидејќи тогаш имаше авион на Малев во Република Македонија. Сакаме да бидеме иронични, можеме и да кажеме и со подморница преку канализација да ги избегал. Не сум ироничен, него тогаш на Скопскиот аеродром имаше авион на Малев. Тогаш имаше гостување на културно-уметничко друштво. Знаете зашто ја прашам? Една недела, значи цела недела, не само што ги има извадено парите и никој не алармирал. Туку врз база на моите информации човекот читал низ Скопска чаршија, читал низ скопските продавници, купувал сувенири и поклони, што значи дека се подготвувал тамо кај што ходи да им даде македонски сувенири и македонски поклони. И велите се не знаете како избегало Република Македонија. Месец септември банките доставуваат дописи до тогаш СЈО дека Никола Груевски подига големи суми на пари. Исто така и од Агенцијата за финансиско разузнавање ги информираат СЈО за истото, што банките ги известуваат и СЈО и Управата за финансиско разузнавање. И после бегството на Груевски на состанок 1, поранешната обвинителка Катица Јанева, која прашавме сите зошто не се посомневала дека
од септември месец до ноември се подигале парите. Незиниот одговор беше: јас мислев дека со тие пари ги плаќа адвокатите. Не ја сакате како ти ценева. Не ја сакам. Зошто мислите дека не ја сакам? Само во однос на не имате емоции. На сите интервјуи, на сите настапи, дури како велите Чарлевите ангели. Видете, тоа беше на ваша знаете зошто? Затоа легендарна изјава околу Кати Ценева. Многу ме погоди целиот тој случај. Можеби затоа имам емоции. До кој дел ве погоди, на пример, целиот тој случај со Кати Па Ценева? затоа што го засраме обвинителството. Не мислите дека Го засраме обвинителството од една страна, мислам јас се осеќав засрамена. И дента кога донесов наредба за истрага против нејзе и предлог за определување мерка притвор, верувајте ми, тој ден ми бил најтежок ко цела досегашна јавно обвинителска кариера. Добро, госпоѓо Русковска, а не бевте ли застрамени кога беше формирано специјално јавно обвинителство? Бидејќи тоа специјално јавно обвинителство е формирано, бидејќи вие не си ја вршевте работата. Ако вие во време на Никола Груевски, кој беше дефинирано, кој е дефинирано во списите на Европска унија како заробена држава, со Зварлевски, со Гешов, со Смаковска, со вас, си ја вршевте својата работа, немаше да биде формирано специјалното јавно обвинителство. Тогаш не ви беше срам кој е формирано специјалното обвинителство? Ние де факто не си ја вршевме работата, само тоа не зависи од било кој обвинител. Од мене сигурно не зависи, од вас сигурно. Не, реков од било кој обвинители. Значи и поголемиот дел сите обвинители од каде дојдоа од сега? Најголемиот број дојдоа од Скопското обвинителство. И сега таму не работеле, ваму работеле. Видите, вие имавте една изјава, се извинувам, значи се немојте да ми дефокусирате. Имавте една изјава кај што велите: не можам јас како прв човек да го вратам реномето и рейтингот на целото обвинителство. Тоа значи зависи и од самите обвинители. Сега давате друга изјава, велите дека тоа не зависело од обвинителите. Не, сосема други работи се. Вие сите придонесувате за рейтингот и угледот на обвинителството. Точно. Не само Зварлевски, не само Шварговски. Ама кои предмети ќе се водат и кои предмети ќе се процесуираат? Зависи од првиот човек. Да, но вие имате увид, чекайте, ама вие како обвинител имате по закон увид во секој предмет. Во секој предмет во ова обвинителство. Да. Јас која реков, не можам да го вратам угледот на цело јавно обвинителство, мислев на од сите основни обвинителства до висши обвинителства до републичко. Ја можам до некаде да го вратам рейтингот на она обвинителство со кое раководам. Затоа што секој шеф си е одговорен за своето обвинителство. И затоа ви кажувам, две различни работи се тоа. Господи Илма. И јас, например, успеав како прв човек на ово обвинителство, предметите за кои беше највеќе заинтересирана јавноста, ние ги сработивме сами, без полиција, без финансова полиција. Тој е 27-ми првиот, 27-ми вториот, третиот, Меѓународен сојуз, Планина, Драги Рашковски. Прв пат имате емоција. Па имам. Сум ја гледал на 100 интервјуа. Прв пат емоција. Вака имавте таква некоја ледена фаца на сите интервјуа. Како врвен играч на покер. Се прв пат се изнервиравте. Не се изнервирав, апсолутно не сум нервозна, апсолутно не сум нервозна, покажавте емоции. Мислам, измешавте малку баби и жаби за тоа. Добро, не измешав, него поставам прашање на кој не сакате да одговорите. Нема прашање за кој не сакам да одговорам. Дали Вилма Русковска е наградена со ова функција да го забушите случајот со бегство на Никола Груевски? Има поклопување на случајот со Никола Груевски, бегството и вашиот избор. Вие сте сега врз база на изјавите на Јордан Камчев и на Сашо Мјалков. Како Вилма Русковска успеа да обезбеди да биде омилена обвинителка и на Јордан Камчев и на Сашо Мјалков? Затоа што знае дека честно и професионално си ја вршам функцијата. Ако се вршите честно и професионално, ќе скапат у затвор. Па каде се сега? Подобро, сега се во притвор. И уште не се завршува тие случаи. И од притвор може... не можете вие да кажете не се завршува случаите. И од притвор може да влијат на сите политички процеси. Па можат и од затвор да влијат. Уште полесно. Од притвор. Значи уште полесно. Од затвор можат уште полесно од затвор да влијат. А дали се завршуваат случаите или не,
Зависи од судот. Читате што се случува. Зависи од Целата судот. екипа е финансирана од нив на социјални мрежи, во политички партии. Може да креират јавно мислење. Влакно не им фали. Овој што бегаше за Грција, завиша филм групацијата, што сака прави. Никој ништо не им прави од државата. Посилни се, што треба да подобро направи пиете кафе обвинителството со, тука? па пиете кафе со министар за внатрешни работи, пиете кафе со министар за правда. Вие сте мокна фигура. Значи, чекајте, што може Вие обвинителството сте тука да направи? Ја ви обвинител кажувам. за организиран значи, криминал на они држава членка на НАТО. Они се во притвор. Така, ако затворските служби нив им дозволуваат да имаат телефони и да креираат мислење, тука што е обвинителството криво? Рускоска, вас Фросина Ременска во маса на написи ве дефинира како понтонски мост кој треба да го спаси режимот. Дека сте ставена на ова функција да го спасите режимот, односно режимот да биде заштитен. И то не е еден напис. То се серија на написи, серија на гостување, серија на искази. Имате некој конфликт со Фросина Ременска? Јас не сум имала до сега конфликт никаков. Од каде таа? Нити... Од каде таа? А тоа не ќе треба да ја прашате. Јас нити било кој предмет за целата моја кариера како јавен обвинител сум го сваќала лично. Или имам докази, или немам докази, без разлика за кога се работи. Само едно еве, можам да споделам со вашите гледачи, а тоа е дека, додека кога отидов со налог за претрес во домот на Ременски, им отвори постара жена, ја не мислам дека мајка на сопругот, и овие покажале налог за претрес и влегуваат. Звонат да дојде, не доаѓаат, целуваат у собрание, дали уште у собрание, бидејќи веќе беше подпредседател на собрание, дали у собрание, не вика, си отиде. И кога ги исклучија камерите, што ги има надзорните во домот, тогаш за неполни 5 минути дојдоа. И Фросина и сопругот. Што тоа значи? Веројатно на телефон гледале. И кога веќе не можеле да гледаат. На телефон гледаат што се случува кај дома. Да. И кога се исклучија камерите, они за 5 минути дошле. Неполни 5 минути. Тоа на страна. И Фросина Ременски, како тогаш подпредседател на собранието на Република Северна Македонија, со меморандум од собранието, со архивски број, со подпис, подпредседател на собрание на Република Северна Македонија, доктор Фросина Ременски, испраќа известување до одделот за внатрешна контрола и професионални стандарди против полициските службеници што вршеле претрес кај нејза дома. Мене тоа кога ми го покажа, јас му се јавив на председателот господина Џафери. И го прашав дали е запознен со таа работа. Тој ми одговори дека тоа е чиста злоупотреба. Затоа што го користи собранието за приватна работа. И тогаш председателот господина Џафери ми кажа дека според деловникот на собрание, во името на собранието, со други институции, единствено властување да комуницира е самиот председател. И никој друг. Тоа е едно. И второ, при претресот, кај нив дома, се пронајдени документи со државна тајна и со строго доверливо. Знаеме според Законот за класифицирани информации, каде и како се чуваат такви документи. Имате пријава? Имате процес? Го известив тогаш директорот
на АНБ, Виктор Димовски. И се уште директор на АНБ. Да, го известив, му ги покажав. Во меѓувреме, покрај моето известување, тој го назначи Ременски, не знам, помошник директор, или веќе не им ги знам функциите за борба против тероризам. И кога го прашав, ама чекај, ова што ти го кажав, што ти го покажав, па вика не беше званично. Добро, го пратив и званично. Нема реакција? Никаква. Значи дома, ке Фросина Ременска, се најдени документи кои се државна тајна. И строго доверливо. И строго доверливо. Да. Затворска казна, колку е за такво дело? Законот, значи за оддавање на тајни предвидува дека треба да бидат споделени. Така е законскиот текст. Јас немав доказ дека било таја, било тој, ги споделил со некој неовластен. Значи само ако ги сподели неовластено. Да. И поради тоа го известив директорот. Господи Вилма, ако ги има тие документи дома, значи тие се извадени од институцијата. Да. Тоа исто како јас да земам монтажната, ако работам во некоја телевизија, цела монтажа да земам, ја си однесам дома. Така е. Од прилика. Така е. Местото на монтажата е во телевизија, местото на тие документи кои се класифицирани како строго доверливо, како државна тајна. Видете, има според законот за класифицирани информации како се чуваат и каде се чуваат. Се знае каде се чуваат. Така е. Ама не се чуваат дома. Тоа исто кога некој што прислушкува, така? Или што работи во дел кој е тамо втора, пета, шеста управа на Министерството за внатрешни работи, си ги земи документите или да си ги земи хард дисковите или си ги чува дома. Така е. Јас не правам друга разлика, значи мене не е тоа. Така е. Добро. Има некој во оваа држава што може да спречи еден таков растур систем кој не се случува во безбедносните структури? Па затоа и ни се такви безбедносните структури. Апсолутно. Видите, Апсолутно се слагаме. Господи Вилма, читате одредени анализи кои ги пише ИФМС, тој е словенечки think tank организација кој прави добри анализи за Република Македонија. Има една операција која нарекол Конски скок, тоа е операција за враќање на власт на Никола Груевски, но во рамки на таа операција има одредена информација која би сакал тука со вас да ја провериме. Вилма Рускоска, значи тие како што пишуваат, не како што велам јас, со Сашо Мијалков во 2020 година во Кафоле во Скопје имала средба. Обвинителката Рускоска, како што пишуваат, иако не го водеше случајот, за Орце Камчев побара да биде информирана за вештачењето на економската финансиска фела, што е недозволено и незаконски. Тоа го пишува ФМС. Дали вие 2020 година во Кафоле во Скопје сте имале среда со Сашо Мијалков? И дали тоа е причината Сашо Мијалков и Орце Камчев да ве сметат за најомилена обвинителка? Вака да ви кажам, со Сашо Мијалков во 2020 сум се видела во 2 наврати и тоа во кабинетот кај мене на работа. По негово барање, а по претходно дадена согласност од јавниот обвинител на Република Северна Македонија. Во кафич не сте се видели Сашо Мијалков? Во кафич сигурно не. Сигурно? Тоа 100%. ИФМС се смета дека е близок на министерот за внатрешни работи, и ако вие сте навидом во конфликт со министерот за внатрешни работи, вела дека сте во многу блиски релации со министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски, кај што го велича Оливер Спасовски, но ве напаѓа вас. Значи тој е сепак добро информиран институт во Словенија, кој е добро информиран со состојбување Македонија и тука во Западен Балкан. И излегува се на ваква информација во 3 наврати. Во 3 наврати излегува се на ваква. Нека излезат во 20 наврати. Ви гарантирам дека со Мијалков не во 2020. Никогаш во живот немам седнато во кафич кафе да пијам. Сашо Мијалков ви се предава вас. Го нема 48 часа. Вториот капиталец е во бегство. Според едни информации не избегал, се крие дома. Според вторите информации сепак избегал и ја напуштил територијата на Република Македонија. Случајот на истрага на самото бегство, значи на самото бегство, го води поранешната обвинителка или портпаролка на специјално тајно обвинителство Ленче Ристевска. Но вие сте вклучени, кај вас се предава, доаѓа адвокатот на Сашо Мијалков и вие го договарате примо предавањето.
од каде доаѓа Сашо Мјалков кога случајно Мишко Иванов го начекува пред обвинителството? Не, Мишко Иванов случајно не го начекува. Кога дојде адвокатот на Сашо и... За кој адвокат, пошто има повеќе адвокати, за Василев? Да. За Василев, добро. Кога дојде, ние чекавме и вика, еве сега доаѓа и истражителите мои се симна доле пред зградата, затоа што истражителите од истражниот тим чека заедно со мене. Бела дека дел од луѓето кои доаѓаат со Сашо Мјалков се вработени у полиција. Што значи дека тоа е целиот јас дел од кажав медиумите, тоа дел од медиумите го објавија. Овие беа моиве што се симна, значи што се од истражниот центар во обвинителство. А јас му кажав на адвокатот да му каже на Сашо да дојде без неговите телохранители. И така и дојде. Бидејќи знаете дека Синиша Лексовски врз база на базни станици на мобилни телефони бил на пат за Грција и се вратил на 27 април назад во Скопје, бидејќи адвокатот разговара со вас, сигурно не преку гулап му пратил порака на Сашо Мјалков, туку му се јавил на мобилен телефон. Во моментот кога му се јавил адвокатот на Сашо Мјалков на мобилен телефон, кај се наоѓа Сашо Мјалков? Во Македонија, таму кај што живее или надвор од Република Македонија? Видете, не ми оставите да завршам. Да, слободно. И се симна. И вика, го гледаме сега истражителите, после ми кажува. Го гледаме, вика, возилото проаѓа еднаш, врти круг. Проаѓа уште еднаш, врти круг, фактички го чекал после. Вика, кога го видовме се мести Мишко, тогаш свативме дека го чекал да дојде Мишко. Значи Мишко го чека да дојде. Да, затоа ви кажам, не е случајно. Значи Холивуд сака да кажете. Не е случајно. Ма таква не државата Холивуд. А овие вика уште еднаш ако помине, вика веќе со службено возило ќе го сечеме. Значи и после кога го виделе дека се поставува со камера, и веќе им било јасно и вика го гледаме иде пешки, само и после ми кажа каде подели останале обезбедувањето негово. Јас со Сашо не се видов, они го однесоа во просторија на вториот кат, ја после си отидов дома. Добро, господи Русковска, вие сепак преговарате со Сашо Мјалков. Да. Вие, како што вели министерот за правда Бојан Маричич, го информирате Бојан Маричич дека има дојава за бегство на Сашо Мјалков. Вие после негиравте, меѓутоа Бојан Маричич рече дека вие сте имале средба со него и дека на таа средба сте му соопштиле. Ја дека сум слушнала гласини, му кажав. Од кого сте слушнале гласини? Од овие два? Од градот. Сега вие огласени не верувате, не икете да ми одговарате сега мене. Ама го информирате министерот. Значи публиката моја не сакате да информирате за гласини, а министерот за правда го информирате за гласини поврзани со Сашо Мјалков. Не, тоа е сосема различни работи се. Што е поважен министер за за правда во споредба со мојата публика, господи Русковска? Значи бевме за друго наручак. Со министерот. Со министерот. И вие му соопштувате дека Сашо Мјалков има индиција дека ќе разговаравме, значи за тековни работи и проблеми во врска со работењето на обвинителството, докаде ни се новите простори за селење. Сам тоа беше. Сашо Мјалков планира да бега. И кога завршивме со тоа, ја онака чисто би викам, се збори по градов дека Сашо Мјалков се спрема за бега. Не знам, вика не сум слушнал. Не велевте дека на листа или на ранг листа од 1 до 10, веродостојноста на таа информација сте ценили како 7, што е многу висока оценка од 1 до 10. Значи не се тоа гласини на градот, значи тоа е ваша изјава, дека ако треба да оцените други информации, после таа средба со пак добив други информации, веќе од луѓе поверодостојни, тогаш му се јавив на Оливер. На телефон. Да. Значи сега не на Бојан Маричич, туку на Оливер Спасовски. Значи на два министри сте се јавиле? Не. На еден се јавив, а со другиот ручев. Добро, со двата имате комуникација. Нормално дека има обвинител. Вака ја држите владата. Што сакате правите, каква сакате информација? Им пласират, ви се плашат? Тоа ќе треба нив да ги прашате. Па добро, не знам зашто би се плашеле. Па добро, вие рековте дека работите на случај на еден капиталец.
Вчера. Не. Вчера, значи ние сега среда го снимаме интервјуто. Не. Ние сега го снимаме интервјуто, нели среда го емитуваме во четврток, денес поднесе јавниот обвинител на Република Албанија, односно уапсен јавниот обвинител на Република Албанија, што значи дека Албанија се подготвува за Европската унија. Дали во Република Македонија може да се случи санадер сценарио, нешто слично се случи таму. Гледате, бегството на Заев личи на бегството. Не веламе дека има криминала чеса. Кога избегал Заев? Не, бегството од премиерската функција ни Санадер не избега, но ја пренесе премиерската функција на Јадранка Косор. Дали може Димитар Ковачевски таче да биде македонска верзија на Јадранка Косор? И дали планирате? Па јас не можам да гатам. Планирате? Што ќе биде, како ќе биде? Работите на апсење на Зоран Заев? Не. Во кафани сте говореле, тоа се информациите, кафански информации кои јас ги добивам, исто како вие што ги добивате, на ранг листа од 1 до 10 седмица ќе ги оценам, дека работите на случај на крупен капиталец во Република Македонија. Не. Од ова се гласини ви излегоа од кога бев гостин кај Сашо Ордановски на утрински брифинг. И со последното прашање... Предходно се излезени гласините, цитират луѓе кои биле во комуникација со вас. Не, сигурно не. Сигурно не. Значи не работите. Значи луѓето си даваат работите ли нешто? Па ние секогаш работиме нешто. Ви избега еден премиер поранешен, ви бега директор на УБК и сега не работите на КП. Нешто поработите во држава, мислам, земја членка на Европска унија треба да станиме. Треба. Како ја гледате таму држава јавен обвинител? Ако вие не уапсите никој капиталец, може вас ке ве спекува, значи мора да уапсите, значи мора нешто. Сега преска рековме, од тројца двајца не се у притвор. Од капиталците. Гледате Бугарија, господи Русковска Бугарија, пред да влезе Европска унија, имате 150 убиства во време на Симеон Саксобурговски, на Бојко Борисов како генерален секретар на МВР бугарско, 150 убиства на криминалците на софиските улици. Јавна тајна дека со жолти ферариња тука се продават дроги, се продават кокаини, како се некој хероини и така натаму и така. Во Скопје, значи не се крие тоа. Марихуани се фатени, идеја е вклучена во акции. Пасоши кои вие нели се земат од тој случај го спуштате на основно обвинителство, се делат пасоши на крупни криминалци, на шефот на шкалјарски клан во Република Македонија, на некој шеф на бразилска мафија, поранешен шеф на турска мафија, Седат Пекер беше во Република Македонија, хотел Мрамор во околината на Скопје. Ние сме село без кучиња. И вие сега речете немате ингеренција, ма добро, кој да има ингеренции во оваа држава? Па затоа има повеќе обвинителство и повеќе Вие сте како Југославија поранешна. Има 6 републики и никој не е виновен, а сите земаат пари од буџетот, ама никој не е виновен. Славата ја земат секој, се бори, а за одговорноста никој не е виновен. Не е така. Ние сепак покажавме добри резултати. Значи, и во секоја извештај, значи веќе 2 години наназад, секој извештај на Европската комисија, што е за Македонија, има многу позитивни оценки за работата на обвинителството за гонење организиран криминал и корупција. Така да сега не можете да кажете... Значи, премиерот во заминување да биде мирен. Видете, јас не знам во иднина за кого и против кого ќе добиам добри докази. Сега за сега немам докази. За Сашо Мелков можеме се вратиме? Кога му се јавува адвокатот Василев, кај се наоѓа Сашо Мелков? Врти со кола околу обвинителството? Не знам, веќе кога рече дека доаѓа и знам дека се симна адвокатот со истражителиве. А Ленче Ристевска не сте ја прашале? Не, ја не прашала, но веројатно можда бидејќи она го водеше случајот за неговото бегство од 24 часа, 48 часа, треба не за да ја прашате, мислам стварно не знам. Јас давав изјава таму, во тој предмет. Добро, меѓутоа вие гарантирате за неговото појавување после 48 часа. Значи, вие сакате некете сте инволвирани. Сашо Мјалков, адвокатите на Сашо Мјалков знаат каков е законот. Дека треба во основното обвинителство, но тие доаѓаат кај вас за организиран криминал. Значи, тука веќе
влегува во делот на организиран криминал. Ленче Ристовска е незадоволна, веројатно и не стрекне што не е јавна обвинителка, туку е во основно обвинителство. Веројатно сака да дојде кај вас за организиран криминал, Не. Немаше ни конкурирано. Немаше ни конкурирано. Не. Значи не сака. Не сака. Па добро, таа е јарец во хороскоп. Многу амбициозни се тие Не, она луѓе. сакаше Сигурно во сакала вишото обвинителство во да Скопје, дојде. но не и во организиран криминал. И не се заинтересиравте да ја прашате каде бил Сашо Мјалков, каде бегал сега. Таа известува Не, американска видете, она амбасада. имаше исказ од мене, така да ја не можам да ја прашувам нејза за предметот. Ама господи Русковска, влада ќе паднеше. Ако Сашо Мјалков не се јавеше назад. Па добро, сега, значи ја спаси владата. Па добро, вие спасивте владата. Го пролонгиравте одењето за 7 месеци на Зоран Заев. Сте му купиле 7 месеци на Зоран Заев. Тоа беше драматична афера сега, можеме ние да говориме вака или онака. Тоа беше драматична афера. Се тркалаше власта по улици во Република Македонија. И сега не може за таква информација јави новините за организиран криминал да нема информација бегал, не бегал, има спекулации со возило на некој конзулат во Република Македонија, има напуштено територија на Македонија, вратене назад од Белград, снимено со дрон на бугарско воено разузнавање. Па вие теории на заговор, Не, јас прашувам, за тоа се збори, тоа се пишува. За тоа ќе си ја викнете Ленче и ќе си ја прашате, она го водеше предметот. Зошто мене ме прашувате? Значи вас ви интересира само за ваши случај. За ништо друго не ви интересира во државата. Па имам премногу мислам и случаи, многу работиме, не само овие јавноста што е заинтересирана. Овие што ви дават информацијата. Нинџа ви дава информацијата, Мики Младеновски ви дава информацијата дека ќе бега Сашо Мјалков? Не, сигурно не. Како би го дефинирале случајот Рекет? Значи, по вашите интервјуа, вие спомнувате две дати. Едната дата е 20 февруари, кога е извршена уплатата во таш на Луи Витон, и втората дата е 2 мај. 20 февруари е извршена уплатата, а 2 мај вие имате средбата со Јордан Камчев. Каде е извештајот од тоа прво сослушување на Јордан Камчев? Мислам дека еден портал објави информација и тоа беше класифицирано како државна тајна, службена тајна. Има ли разлика, бидејќи сега тоа што се дава на адвокатите и тоа што се презентира во јавноста е извештајот од 26 август 2019 година. Што е со извештајот од 2 мај кога вие имате првата средба? Зашто не може да се доби? Зашто адвокатите го нема тој извештај? Не е извештај, тоа е записник за примање кривична пријава. Може да покажам или државна тајна? Тоа беше објавено во медиумите во Република Македонија. Значи беше објавено и колегата ваш за тоа си имам принскрин си направен. Си сноси одговорност. Значи да не спомнам. Дека е осуден затоа што Ја не го гледам осуден, влакно не му фали. Глуми Никола Каре во Република Македонија. Добро, без разлика, главно беше на суд. Постои извештај? Не е извештај, ви кажем записник за примање кривична пријава е. Па јас кај мене го даваше, го пријавуваше случајот и јас го диктирав записникот. Да, во право сте, таа е формулацијата. Ама мора да сум во право. Да, добро, јас ко сте во право, велам дека сте во право. Меѓутоа таму се кажани побитните работи, луѓето велат дека овој што е 26 август, значи 3 месеци подосна или 4 месеци подосна, дека таму се веќе малце фризирани работите, омекнати се работите, сте имале време да испеглате, да направите, да скриете нешто во истрагата? Не. Сигурно не. Значи, тогаш прво беше записник за примање, на 2 мај кривична пријава, а после беше записник за сослушување на сведок. На 9 Сега не знам кој датум беше, значи кога го сослушував како сведок. Тоа е 26 август 2019 година. Мислам дека е 26 август 2019 година. Не, мора да е порано, затоа што на 15 јули беше приведувањето на Бојан Јовановски, а може да е записник од судење веќе? Не, ова основно е обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција. Не е службена тајна, можам да прочитам. Скопје 26 август 2019 година врз основа на член 80-90 став 1 од член 212 од Законот за кривична постапка се составува следниот записник за испитување на сведок
Присуствува јавен обвинител Вилм Рускоска, записничар. Некој Добро. тамо, сведок Јордан Камчев, ево го. Добро. Тоа е ова на 7 странише. Бидејќи не е Добро. државна тајна, можам да кажам. Добро. 26 август вие. Добро. Вие Значи после веќе Ако е од 2 кога мај, биле, да, тоа е кога веќе биле скоро 4 во- месеци после тоа. Видете, наредбата за истрага и предлогот за притвор против Бојан Јовановски и против Зоран Милевски е од 15 јули. Ние работевме пред истрага од 2 мај до 15 јули. Рускоска, можеме ли да отвориме некој работа околу тој случај? Значи, 2 дати спомнувате. Едното е 20 февруари, кога се врши уплатата во ташна или чанта Луи Витон, и второто е 2 мај, кога вие имате средба со Јордан Камчев, а претходно тој го информира премиерот. Премиерот ве вика вас јавниот обвинител на средба и вие се договорате Јордан Камчев да дојде и да даде изјава кај вас. Значи, има некој 2,5 месеци помеѓу плаќањето и средбата со вас. Адвокатите на Бојан Јовановски сега докажуваат дека во таа торба Луи Витон, како да правите, во какви апоени банкноти да ги ставате парите, не може да има 1 милион евра. И дека целата конструкција, ако не е лажна, е драматично фризирана, бидејќи во таа Луи Витон чанта не може да се соберат 1 милион евра, колку што се дадени у првата транша, односно првата рата. Добро, зашто разговараме за ова? Предметот е првосилно завршен, издржуваат затвори. Добро, може ли во таа торба, Може, чанта, може. да има 1 милион евра? Може да ни го спомнувам еден сведок. Вика во пликом му дадов 500.000 евра. Јас се насмеав. На кого? На Бојан Јовановски. И јас се насмеав и викам колка во плико беше. Тоа викам Големо, джамбо. 500.000 евра. Вика, ова сноб, вика вако. Бидејќи со сведока се знаеме многу години. Вика, сноб толку, вика, колку поголем коверт, вика го собира. Сега не знам по кој јапони, мислам по 500 евра. Дека беа. Јордан Камчев во изјавата. Тој е 9 декември 2019 година. Добро. Вика, ги купив пемерките. Дури ќе цитирам каква има формулација употребена. Станува збора со судиката Димишковска, која води случајот или кој го суди случајот против него. Да се разбереме. Не се извинувам, Значи, само јас само морам да ви цитирам. Мерки се вака. Значи, добро, сега вие Ајде, Јордан Камчев сте правници. Добро. Значи, не можат. Мерки се посебни истражни мерки кои на предлог на јавен обвинител со наредба за нив издава судот. Тоа се посебни истражни мерки. Декември. Значи, ама добро сега, ама и Јордан Камчев не е правник. Во транскрипти, значи Он може си ги купил тие неовластено што некој снимал, веројатно и он. Значи ги купил пемерките. Па Ама немало пемерки, немаше пемерки за случајов. Имаше само тројка следења. Имаше само за Бојан. За Империја немаше? Имаше за Империја. Тој е следен под пемерки од Империја. И кога се случува Империја, значи он е фатен како разговара и со значи тамо ви се Тоа веќе не он е под па не имате изјава Катица Јанева. Камчев како да знаеше за пемерките за Империја. Сител телевизија. Значи можам и да прочитам. Но по сведочењето на Камчев изгледа дека судиката Весна Демишковска која ги прифати пемерките како да се консултирало со некого, се изјави на Катица Јанева, без разлика што Катица Јанева сега е во затвор, говорам за работи кои ги има кажано, кои ги има изјавено. Дури имаше изјава дека кога доаѓаат од полиција да вршат претрес кај Камчев, тие го дочекуваат малце ке се нашалам со лукум и со кафе. Значи дека биле спремни, дека некој им јавил, дека биле подготвени. Да. Сигурно, господин Русковска, тука станува збор за сериозна организација. Јас само ви цитирам. Јас си дојдам спремен на интервју. Добро. Значи јас не сум како колегите тамо. Ке постои прашање, па ќе свари кафе, ќе купи бурек и ќе се врати да продолжи да постои второ прашање. Јас ви поставам конкретни прашања. Не знам. Дали вашиот пријател Горан Николовски, кој е спомнат во исказ на 7 страни како е вели Орца Камчев, неговата супруга Ана имала неколку средби со Горан Николовски, знаел дека се води истрага против Бојан Јовановски
не ве информира, се појавувате сите на 27 март на годишнина на прослава на Еден ТВ, како што е, тоа е во Филхармонијата. Да. Тамо седи Оливер Спасовски, министар на полиција, тамо седи Кати Ценова, тамо седите вие. Да, точно. Дали Горан Николовски не ве информира дека се водат истражни мерки кога, и бидејќи кога пријави, ако парите се дадени на 20, значи немало истражни мерки за давање на овие пари. ама господи Русковска, парите се дадени на 20 февруари, така? Да. Трансакцијата завршена на 20 февруари. Да. На 27 март вие сте во Македонска филхармонија. Немав поима за тоа. Стварно немав. Значи Никој Горан не ме Николовски, информирал. значи Горан Николовски не ве информира, тој е тогаш прв човек на УБК, Управата за безбедност и контраразузнавање. Не. Ја дури пустот кога пријави Камчев и кога ми кажа дека сопругата негована се видела со Горан и му кажала За кого работат тие луѓе? што е, и он, ја после разговарав со Горан, наводно Горан ни рекол дај да пријавиме. И Ана рекла не сега не, да размислиме. Јас стварно не бев информирана. Ја бев толку вие сте во Филхармонија. кога дојде Јордан Камчев и кога на записник да пријави ова што се случувало, верувајте, не мислам бев толку запрепастена, дури не ми се веруваше што слушам. Го прашавте вие Горан Николовски од кога знае за случајот Камчев и Бојан Јовановски? Го прашав после Од кога тоа. знае? Од кога знае? Тој е информиран, бидејќи тој им сугерира на фамилијата Камчеви, на Јордан Камчев да пријават кај вас. Кај мене, да. Вас, значи вие сте пријатели, вие сте во комуникација со него. Не сме биле никогаш пријатели со Горан, али сме сме, комуницирале за работата, и што е нормално. Тој ви праќа и негов човек од доверба на 15 мај. Државна тајна, можам да кажам или не е државна тајна? Не знам на што мислите. На 15 мај човек од УБК доаѓа во вашето обвинителство да работи токму на тој случај рекет. Не. Како не? Не. Може да прочитам? Може. Сега ќе прочитам господи Русковски. Тоа е доаѓа човек, значи, и тоа се вела дека е прв пат обвинителството, тоа е велат прв пат обвинителството да прати, сега јас ќе пробам тоа под, значи тоа се случува на 17 мај 2019 година. Согласно наредба, ви доставувам прилог на така натаму и така натаму, член 46, 48, 49 Закон за кривична постапка, јавен обвинител, СС, иницијали и така натаму, и дојден да ви помага во јавно обвинителство токму за случајот рекет. Тој прв пат човек од УБК да може да се јави во јавно обвинителство да помага на случај рекет. И праќа Горан Николовски. За економски оддел. Сега се сетив на кого мислите. Не сакам име да кажам, за да Значи, не... сега се сетив на кого мислите, но беше за тогаш уште немав истражители воопшто во економски оддел, затоа што ние паралелно со ова, значи примање награда за против законито посредување и злоупотреба, работевме финансиска истрага. И бидејќи истражителите мои ниеден не беше од економски криминал, и затоа побарав истражител и дојде човеков сега и беше додека ја завршивме истрагата и после отиде во АНАП. Значи се работеше само за финансиската истрага, ништо друго. Финансиски оддел. Требаше се скријат трагите? Не. Немаше што да се скрие. Значи, Немаше што да се скрие. Немаше. На 20 февруари милион евра се плаќат, ги зима Бојан Јовановски, а на 27 март вие сте на прославата на Еден ТВ. Гледате, ако знае директор на УБК дека нешто се случува и не пријавува, не постапува по тоа, туку го изложува еден поголем дел, видите тамо имаше преку видео бим и Тала Џафери честиташе годишнина, и Зоран Заев честиташе, и Христијан Мицковски честиташе годишнина, Зоран, односно Оливер Спасовски во прв ред, вие сте тамо, Кати Цена, вие после одите и на афтер парти прославата во Кафе Лајт. Да. Има велат фотографии и снимки како сте пееле тамо со Бојан Јовановски. Да, една има. Така? Да. Која е песната Шекерна? Поима нема.
Мислам дека Шекерна сте пееле. Мислам Не, дека не знам онија пее, ја. Мислам дека Фросина Раменска е пеела или ја пееле слушам кај шумат шумите, буките. Они више го пееле, јас си бев заминато. А вие сте пееле тамо со Бојан Јас, Ивановски Шекерна. Пак. А убаво ли Прво пеете? ја пееше. Убаво ли пеете? Заедно со Тамара Тодевска. Со Тамара и со Сергеј ја пеа на Катица и пеа ајде като ајде злато, нешто така беше. Јас се насмеав со Мери Дика, викам добре, викам што нема песма со Вилма што се вика. Може да има некој шлагер американски, но нема македонска некоја песна. Викам добре и се насмеавме со Мери. И после дојде онака, што онака ме стана и не знам измеѓу нив, и стварно не се сеќам која песма. Ја после седнав, кратко е негде околу полној веќе си заминав дома. А која песма ја пеела Фросина Ременски, јас знам дека ние веќе бевме седнати кога она дојде со сопругата. Ама веројатно сте блиски со Бојан Јовановски во тој момент, бидејќи му одите на афтер парти. Значи, вие не сте само на официјалниот дел на прославата, туку одите и на афтер парти. Не сум била никогаш блиска, дури ни со мајка му. Ние сме се знаеле како си шупреш ќе застанеме. Неколку пати кога сме биле во средна школа, сум отишла кај неј за дома, затоа што она беше блиска со моја многу блиска пријателка и што ми е ден денес блиска пријателка. И Бојан првпат кога ми се јави за да гостувам во телевизија се представи како Бојан на Јасминка. На мајка му. На мајка му. Осем за еве се интервјуа или нешто ќе ми се јави да ме праша, веројатно и после претпоставувам дека го користел моето име, кога ќе ми задзвони, ја дека се јавам прекинува и после ќе го побарам. А, знаеш, Вилмич добро, ваму таму, и он веројатно преку тоа може рекетирал и други луѓе. Значи со ваша помош, не сакајки. Не знаејќи. А убаво пеете. Слушнав ја таа музика. Една од поранешните обвинителки или некои од поранешните на САЈ-ове имат снимано тако туфни некој бевте. Мислам јас колку што се сеќам нели ама не смеам да објавам ако тоа би било растур систем на социјалните на социјалните мрежи. Кои се бугарските пријатели на Камчев? Ги спомна во тој записник 26 август на 2 или на 3 места. Кои се бугарските пријатели? Не го прашав за имињата. Ти знаев дека нема да ми ги каже, па така да не го ни прашав. Тоа се пријатели од бизнисот, од политиката, од разузнавањето, има уплив на бугарското разузнавање, на бугарската држава. Ние сме земја членка на НАТО, се извинувам. И Бугарија земја членка и на НАТО. Бугарија ја. Значи вклучување во таков случај, кај што се дестабилизира Република Македонија, е рушење на уставен поредок на држава на власт во една соседна држава што по правила на НАТО е недозволиво. Има ли учество бугарските разузнавачки структури во случајот? Тоа ќе треба Камчев да го прашате или нашите служби да ги прашате. Рускоска, надвор од темата. Запозната сте со случај атентат 2011-12 година тука некаде? Не. Никола Груевски? Не. Се спомнува градоначалник од југоисточна Македонија? Не. Се спомнува брат на поранешен бугарски премиер кој работи во воено разузнавање. Атентат врз Никола Груевски кој треба да се направи и се оведот мерки против тој градоначалник од југоисточна Македонија и подоцна може да се имат јавено свињарник од 1 евро за овој црква и така натаму, но тамо се ставени мерки, да не се слушнале за тоа. Не. Не е ни побарано од вас. Или немало потреба да биде побарано? Видете, тогаш друг беше шеф на обвинителството. Кој беше тој? Шварговски беше. Не, зборам за организиран криминал Јован Илиевски. Тој баџанакот на Сашо Мелков. Да. Кој сега во Страсбур. Да. Така да он би ако имало такво, он би требало да знае, дали... јас не знам. 80 минути разговараме. Уште беса ќе ве прашам. Како може да се случи 135 пати автобус без лиценца да напушта територија на Република Македонија? На 4 октомври му се врши последниот технички преглед во Министерството за внатрешни работи. Не во Министерството, во станица за технички преглед. Добро, но Министерството, видите, кога ќе одиме да регистрираме, да направиме, нас ни барат собраќајна, ни барат све што треба, како нив не им барат. Ај на царина не им барале, ај на граница не им барале. Цел Балкан го врти тоа
автобусче, помино низ Бугарија, помино низ Турција, тоа се 3 држави членки на НАТО. Крахира системот, па може да помини било кој, значи може да поменат муџахедини, вахабити, што не може да поменат терористи, ако може еден автобус да помини со 10, 15, 50 евра. А кој ви кажал дека не поминале? Па јас мислам дека поминале, господи Јурсковска. За жал. Тоа е работа веќе на полиција на царина. Вие бевте во Бугарија, за тоа ве прашувам јас. Јас бев објаснив при едно интервју од кои причини ме повика републичкиот обвинител да отидам со него, затоа што имам добри контакти со колегите од Бугарија. Дури со тој што ја води меѓународната правна помош, се знаеме повеќе од 15 години. И од тие причини, само имам контакти, имам телефони. Со кого имате? Со Николај Гешев, така? Со Гешев имам, со Сика имам, со... Веќе Гешев таму беше основа на рушење на владата на Бојко Борисов. Протестите што беа правени во текот на минатата година беа протести за рушење или за оставка на Гешев, на Далјан Пеевски. Веќе Гешев е таа линија, Далјан Пеевски, Бојко Борисов, партијата на турците. Не се замарам со политиката во Бугарија, така да стварно не знам. Пријател, ама ја ви кажам, јас со кои како колеги обвинители и со Цецо, Цветимир, се мога заборев презимето, Цецо, така го знам. И од тие причини јас одидов таму и она што ни побара прво, нели, вака, да почнеме ние веќе да собираме, доека стигне званичното барање за меѓународна правна помош и... Имаше шпекулација дали се сретнавте на вистина со газдата на Беса Транс. Да, се видов, ама он дојде, ние стоевме надвор пред... Имаше бугарите поставено команден центар, тој е еден автобус на бугарската жандармерија. И бевме излезени со обвинител да запалиме цигара. И дојде човек и почна, викам, вие кои сте? Па јас сум, вика, собственикот на Беса. Сега е во бегство? Сега знам дека е во Бугарија. Сега знаете и знам дека неговиот адвокат, Асмиралис Пахич, има контакт со него, има и адреса, и телефон и се. Не може да биде вратен у Македонија. Бугарија не ги екстрадира тие кои имат нивно бугарско граѓанство. Така беше и со Па така беше и со Владо Димов, така мислам дека беше и со Тигаров. Не знам дали има бугарско државјанство. Тоа што седи во Бугарија не значи дека има бугарско државјанство. Имаше шпекулација на вашиот колега бугарски дека автобусот е 2018 или 2017 година, испаѓајќа 2007 година и врз база на таа шпекулација на вашиот бугарски колега се направи фама, се направи една карма каша тука во Република Македонија. Што можете да кажете за тој случај? Не можам. Покаже ли тој случај колку сме ние неспособни како држава? Како за самата сообраќајка бугарите ја водат истрагата. За сето она што се случува лов во Македонија, пред истрагата ја води основното јавно обвинителство во Скопје. Јас ви кажувам, само она што беше побарано кон меѓународна правна помош, го обезбедив и го доставив до колегите во Бугарија. Шоска, пред една година, мислам 11 декември, Канал 5 телевизија со колегата Гоце Михајловски, употребувате формулација, сепак ќе кажам, бугарски фашистички окупатор. Да. И стојам позади тоа? Тоа ли е длабоката држава, што ја нарекуваат бугарите, дали вие сте припадник на таа длабока држава, потекнувате од комунистичка фамилија, вашиот татко покоен е висок офицер на армија, армиски офицер. Дали е тоа длабоката држава што ја нарекува Лупчо? Е подполковник и комесар на дивизија. Дали е тоа длабоката држава која владее со Македонија, како тоа го нарекува Лупчо Нешков, собственикот на БГНС, кој му го прави она интервју на Зоран Заев, со кој му е запечатува политичката кариера на Зоран Заев. Тоа е веќе политика, јас сум обвинител, не навлегувам во политички теми. Дали сте вие длабока држава? Мислам, тоа не е политичка, тоа е лично прашање. Не знам во кој смисол мислите длабока држава. Институции, систем, луѓе кои владеат 70 години со Македонија 80. Се се менува, но тие остануваат. Не мислам дека е така. Русовска, беше задоволство што гостувавте. Фала многу среќа и со успех никој капитале зафатите да влеземе побрзо во Европската унија.
Па ја не мислам дека тоа зависи, но ако зависи од тоа, се надевам дека Тогаш двајца. Тогаш двајца. Да, се најдобро, фала многу. молам. Ова беше емисијата во Центар, интервју со Вилма Русковска во едно друго светло. Вилма Русковска која знае, кој збори, која сака да каже, која разговара, едно интервју во кое сигурно уживавте, ако ви се допадне емисијата, ако ви се допадне интервјуто, ново дружење недела 22 часот. До недела во 22 часот. Пријатно вечер Македонија, каде и да си.